Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во наредните 8 минути ќе биде Ведран Андоновски. Запалени најмалку 20 танкери на НАТО на границата меѓу Пакистан и Авганистан. Бомбашот од Таймс Сквер доби доживотен затвор, но предупреди дека војната само што започнала. Следи преглед на најновите вести. Вооружени лица во Пакистан запалија 25 цистерни во шестиот напад поред за помалку од една недела врз возила што вршат достава за НАТО силите во Авганистан. Според локалните медиуми, пакистански Талибан презел одговорност. Во Њујорк започнува првиот граѓански процес против затвореникот Гвантанамо. Федерален суд ќе го сослуша случајот на Ахмед Калфан Гайлани, обвинет во врска со нападите врз американските амбасади во Кенија и Танзанија во 1998, во кои загинаа 224 лица, од кои 12 американци. Доколку биде осуден, Гайлани може да добие доживотна казна затвор. Американскиот државјанин со пакистанско потекло кој неуспешно се обиде да активира автомобил бомба на Таймс Сквер во Њујорк ќе остане за решетки до крајот на животот. Федерален судија му изрече ваква казна на 31-годишниот Фајзал Шазад во вторникот, откако тој претходно се изјасни за виновен за тероризам. Шазад на судењето кажа дека американците треба да се подготват бидејќи, цитираме, војната со муслиманите само што започнала. А за крај момент за кој американскиот председател Барак Обама сигурно не ни помислувал дека ќе се случи. Неговиот говор пред организација на жени беше прекинат кога председателскиот печат се одлепи од подиумот и тресна на земја. Но Обама се снајде, шеговито коментираше: во реде, сите и онака знаете кои су. That's all right. All of you know who I am. На средбата во Пентагон, американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс бил импресиониран од реформите на Македонија на тоа поле и се заблагодарил за учество на војниците на Арама во мировни мисии, наведува македонскиот министер за одбрана Зоран Коњановски во интервјуто за нашата редакција. Коњановски побарал поддршка од САД пред предстојниот самит на НАТО во Лисабон. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Го информирал Гейтс за реформите во одбраната, како и за натамошниот ангажман во мисијата во Авганистан. За проширувањето на алијансата, Коњановски вели: Македонија има еден и единствен стратешки интерес – влез во НАТО и Европската унија. Македонија останува стабилен партнер на САД. Заедно влеговме во Авганистан во враќање на демократијата, заедно ќе заминеме од земјата, му порачал Коњановски на Гейтс. За изјавата на генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен дека е тешко Македонија да влезе во алијансата под привремената референца, Коњановски со став: Во повеќе светски институции ние членуваме под привременото име поранешна Југословенска република Македонија. Јас ја гледам и таа солуција како отворена, доколку забрзо не се реши проблемот кој ни е наметнат во однос на нашето уставно име. На средбите со сенатори и конгресмени во Вашингтон, Коњановски побарал поддршка за Македонија. Писмото на 19 конгресмени до американскиот председател Барак Обама, од кого бараат да ги охрабри сојузниците на САД во НАТО, да испратат формална покана за членство на Македонија на престојниот самит на Алијансата во ноември во Лисабон, за македонскиот министер за одбрана е уште еден знак за искреното пријателство и сојузништво меѓу двете земји. Секретарот Гейтс во името на американскиот народ се заблагодари за контрибуцијата на Република Македонија и за поддршката која перманентно ја дава кон Соединетите американски држави, почнувајќи од Ирак, Авганистан, но и поддршка на секоја иницијатива на Соединетите американски држави која била пласирана за Балканот. Наредната станица на македонската делегација на чело со министерот Коњановски е Канада и средба со министерот за одбрана Питер Мекеј. Целосното интервју со министерот Коњановски може да го најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. А утре во Newsflash ставовите на поранешниот амбасадор на САД во НАТО Курт Вокер за прашањето за името и што може да очекува Македонија на самитот во Лисабон. Гледајте утре во Newsflash. Утре во Newsflash, до Македонија и Грција е да постигнат договор. Треба да се искористи можноста пред самитот на НАТО, вели добриот познавач на ситуацијата Курт Вокер во интервју за Гласот на Америка.
Во продолжение на Newsflash, какво влијание имаат климатските промени врз посевите во светот? Студија на која се уште се работи укажува на сериозна закана по глобалните резерви на храна. Во првиот дел од серијата на оваа тема за загрижувачкиот наод на колумбиски научници. Со генерации, овие богати колумбиски планини продуцирале најразлични посеви и најмногу кафе. Но работите се менуваат. Mire, aquí está muy poquita la flor, eso sí. Локалните земјоделци велат дека со климатските промени ослабува и квалитетот на родот. Некои од овие одгледувачи на кафе, како Кармен Енеида Трухило и незиниот сопруг Илајас Кларос Паз, веќе гледаат кон други опции. Верувам дека нема да можеме повеќе да садиме кафе. Имено, иако преку 1 милион жители на Колумбија произведуваат кафе, овој плод е чувствителен на климатски промени. Се случува тоа што научниците од Меѓународниот центар за земјоделство во тропски услови го предвидуваа одамна. Климатските промени го менуваат земјоделието. Таму каде што еднаш се одгледувала една култура, тоа веќе не вирее. Во Колумбија тоа значи одење нагоре, кон повисока надморска височина. Институтот работи на студија за влијанието на климатските промени врз 50 од главните земјоделски култури во светот, вклучувајќи го оризот, пченката и пченицата. Од институтот велат дека секој регион во светот искусува најразлични климатски промени, од екстремни горештини или суша до ниски температури и поплави. Научниците посебно предупредуваат на загрозеност на исхраната на населението во светот, особено за сиромашните. Поради неповолните климатски промени, посевите во Африка, Азија и Латинска Америка наредните неколку децении ќе претрпат огромна штета, велат стручњаците. Екстремните температури ќе придонесат за распаѓање на земјиштето и зголемување на земјоделските паразити. Во меѓувреме, стручњаците предвидуваат дека за да се прехрани се побројното светско население до 2050 година, земјоделството ќе мора речиси двојно повеќе да го зголеми своето производство. Како? Тоа е друго прашање. Тоа беше се за ова издание на Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Ведран Андоновски. За повеќе содржини посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон. Пријатна вечер.